Енормното вработување и криминалот во општините мора да се сопрати, исто како и вработувањата без мерка. Поради ова, наместо за основни потреби, парите одат за плати. За тоа да се стопира, потребни се измени во актуелниот закон за локална самоуправа. Ќе мора да се разгледа во кој закон, кој сегмент и дали ќе има политичка волја да се преземи конечно нешто, да се стопираат и партиските вработувања и преку бројната администрација, бидејќи едно од заложбите на оваа влада беше да се намали администрацијата и да се направат реформи во овој чекор. Ние како министерство ја поддржуваме тие напори на владата и сконцентрирани сме на локалната самоуправа, која што е наша надлежност и сакаме да еднаш конечно да ставиме ред во таа област. Повторно според Милевски, бројот на вработените во општините треба да биде еден административец на секој 1000 или на 500 жители. Сооднос кој во моментов не се почитува безмалку во ниту една општина. Тоа треба да се искомбинира надлежностите со бројот на жители по општина и се добие некој количник кој што ќе по кој што ќе се утврди која општина колку вработени би требало да има и од оваа бројка да не се отстапува, односно да не може да се добиваат согласности за дополнителни вработувања или пак согласности за проширување на бројот на систематизирани места. Паралелно со ова, градоначалниците на сметка на општините прават и несватливи трошоци. Вработуваат и по 10 правници, но без оглед на тоа, ангажираат и адвокати за застапување. На годишно ниво, адвокатите од општините и јавните предпријатија извлекуваат десетина илјади евра. Ке се променат ли нештата и дали конечно државата во општините ќе гледа со две очи? Во секоја смисла повторно е неизвестно, но процесот на децентрализација и изголемената одговорност стануваат реалност, а изборите се ближат.